Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте, да ви посакам среќна нова 2018 година, тие што славите божични празници да си поминете убаво со семејствата. После првата владина седница во новата 2018 година, ова е првата редовна пресконференција, издвоивме од истата 4 точки кои што сметаме дека се од интерес за јавност. Почнуваме со тоа што го нарекуваме добра вест. Тоа е дека вчера помина првиот договор за Гринфилд инвестиција според критериумите од новиот план за економски раст кој беше промовиран непосредно пред нова година. Компанијата Gemdak Lighting Европа вложува 5 милиони евра во Македонија и се предвидуваат отварање на нови 100 работни места. Втората информација е од значење за здравствениот систем, односно пациентите, тоа е дека го разгледавме и го утврдивме новиот текст на предлог законот за изменување и дополнување на законот за лекови и медицински средства и тој е веќе доставен во Собранието на Република Македонија. Со овој закон се прецизира начинот на издавање на одобрението за паралелен увоз во смисла на утврдување на критериуми и тоа со обезбедување на сертификат за квалитет на лек, што е предмет на паралелен увоз, приложен во оригинал. Овој сертификат за квалитет ќе треба да биде издаден од страна на производителот на лекот или од лабораторија овластена од надлежниот орган во земјата на производителот. На овој начин, тоа што е клучно, ќе се обезбеди контрола на квалитетот на лековите кои што се увезуваат со паралелниот увоз. Третата информација е од вчерашната седница која што издвојуваме за оваа пресконференција е дека го усвоивме предлог законот за изменување и дополнување на законот за народен правобранител, се зголемуваат надлежностите, ќе се овозможи создавање на посебно, надворешно, координативно тело, кое ќе биде коректив на системот на истрага при кривични дела, кои што се извршени од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи или од припадници на затворската полиција. Со овие измени и дополнување на народниот правобранител преку ова дополнително надворешно тело во кое што ќе учествуваат и граѓански организации, ќе бидат еден вид коректив на овој тип на истраги и прекршувања. Последната информација која што ја издвојуваме од вчерашната 47-ма владина седница е дека ја усвоивме и информацијата за ажурираниот национален имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентни органски загадувачи во Република Македонија. Ова значи дека се приближуваме со брзи чекори кон исполнување на обврските од Стокхолмската конвенција и унапредување на животната средина во доменот на овие хемикали, како и спречување на неконтролирано горење отпад на нестандардни депонии, воспоставување контрола при увоз на стара опрема со ризик од хемикали штетни за здравјето на луѓето и животната средина, ќе се формираат, ќе функционираат собирни центри, центри за третман и преработка на искористени возила и сет други мерки. Овие информации ги издвоивме од владината седница, надвор од неа дополнително ќе искористам можноста пред да преминеме на новинарски прашања да ви информирам, вчера во јавноста преку вас помина информацијата за Давос. Можам слободно да ви кажам дека претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев го потврди учеството на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, оваа година. Се работи за настан од исклучителна важност во рамките на меѓународната политика и економската соработка и потенцираме дека Република Македонија последен пат на самитот во Давос имала представник во далечната 2003 година. Тоа беа информациите кои што ги одвоивме. Повелете со новинарски прашања, бидејќи одиме во живо, ќе ве замолам да внимаваме овој пат рака, микрофон, аудио. Дали може дополнување на измените на законот за народен правобранител, односно како народниот правобранител ќе го контролира работењето на УБК и дали ќе се прави можеби некое дополнително тело кое што би работело со народниот правобранител? Ај повтори го уште еднаш прашањето, контрола на УБК. Не станува за УБК контрола. Значи, се зголемуваат надлежностите генерално на народниот правобранител. Се работи за надворешна контрола на работата на Министерството за внатрешни работи и конкретно на полицијата. Тоа што се работи и избран е модел кој што
ќе ја реализира таквата надлежност на народниот правобранител, ќе се вклучат и надворешни експерти во тоа координативно тело. Идејата е да се креираат независни, ефикасни и навремени механизми за контрола на работата на полицијата, што е барање од една страна во согласно со Европската конвенција за човекови права и незиното прецедентно право, како и согласно е со наодите на Европскиот комитет за превенција од тортура, мислење на комесарот за човекови права на Совет на Европа и така натаму. Овие механизми што ќе се имплементираат со новите измени и дополнувања мора да бидат практично и хиерархиски независни од оние чие постапување е предмет на истрага. Што значи ова е надворешен механизам, надворешна контрола во случаи кога имаме прекршување на правата и дискреционите права кои што ги имаат припадниците на МВР и припадниците на затворската полиција. Во однос на оваа прва гринфилд инвестиција, за каков тип на инвестиција станува збор, каде ќе биде лоцирана? Ќе има дополнителна пресконференција со сите детали информации. Во моментов можам да ви потврдам дека ќе биде лоцирана во технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1. Кон средината на јануари ќе биде подпишан и договорот. Тоа вчера што се донесе одлука на влада е дека владата даде согласност за да се подпише првиот тип на договор, односно договор за долготраен закуп на градежно земјиште. Произведуваат расветна опрема, LED системи и во таа насока. Повели. Значи, би сакал во врска со темата, конкретно за законот за здравството. Дали во овој закон или генерално владата има план да работи на тој аспект, бидејќи иако во позитивната листа има доволно лекови кои што се пристапни до граѓаните, но најголем дел, посебно тие лекови кои што се најскапи, генерално не може да се најдат по аптеките и голем дел од граѓаните се принудуваат да изимаат приватно, што е скап за се скапи лекови за нашиот стандард. Дали на тој план се работи генерално во здравството? Конкретно ова законско решение вчера кое што помени, предлог измени и дополнување на законското решение кое што е дадено во собрание се однесува на зголемувањето на критериумите за паралелниот увоз на лекови, односно заштитата на граѓаните на Република Македонија, односно пациентите од евентуални небезбедни лекови и нивна употреба. Во однос на прашањето за кое што се информирате, сепак ќе ви упатам во Министерството за здравство. Министерот минатата недела на пресконференција најави измени на позитивната листа, дополнувања со лекови, меѓутоа поспецифични и поконкретни информации би ви упатил кон нив да добиете. Повели. Може ли мало до објаснување за четвртата точка, редукција на органски загадувачи околу загадувањето? Значи, што значи тоа? Дали ќе се редуцира работата во зимските периоди на фабриките кои произведуваат химикалии и контрола на нестандардни депонии? Може мало до објаснување? Значи, вчера ја усвоивме информацијата. Значи, информација се усвои за ажуриран план, ќе го прочитам да бидеме на прецизни и јасни, ажурираниот план за национален имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентни органски загадувачи во Република Македонија. Тоа конкретно за кое што прашувате е дел од овој план, но тоа е и дел од мерките кои што се веќе активни, кои што се мерки со кои што се бориме против аерозагадувањето со кое што се соочува Скопје конкретно, Тетово, па и Битола делумно. Вчера Државниот инспекторат за животна средина имаше пресконференција и мислам дека директорот спомна дека они имаат 24 часовно дежурство. Телефонот 193 работи 24 часа, граѓаните на Скопје можат во било кое време да пријават сомнителна појава и во било кое време инспекторите ќе излезат на терен да ја проверат. Во однос тоа се однесува и на дивите депонии и евентуално на некои диви погони. Уште дополнување, граѓаните и невладините реагираат токму на овие интервентни мерки кои ги споменавте за намалување на загадувањето. Имавме еднаш активирање на овие интервентни мерки кога беше 48 часа последователно загадено. Се размислува ли тој праг воопшто да не постои, доколку да се одреди сезонско активирање на овие мерки? Бидејќи едноставно реагираат и невладините и граѓаните дека немаат ефект, ќе се активираат мерките после 12 или 24 часа, ќе дувне ветер, ќе се расчисти загадувањето. И потоа пак ново загадување за неколку дена.
Значи, тие интервентни мерки, односно пред интервентните мерки, владата, ако се сеќавате, ја измени уредбата кога се активираат. Пред да ја измениме уредбата и пред таа да стапи на сила, имавме рок 5 дена последователни, па дури 10 дена за активирање на овие мерки. Ние како влада на една од претходните владини седници ја изменивме оваа уредба и сега имаме 2 дена алармирање и истите 2 дена, доколку имаме зголемување на прагот, стапуваат на сила овие интервентни мерки. Ова е целосно во согласност со европската регулатива. Значи не е нешто кое што ние тука сме го направиле автентично, меѓутоа ова е автохтоно на нашата ситуација со која што се соочуваме како земја. Баш поради состојбите во кои што се наоѓаме и бидејќи последнава деценија воопшто не е на ниту еден начин интервенирано Скопје да дише подобро, го направивме ова, го намаливме прагот на толеранција и ги имплементираме овие мерки. Тоа што сакам да појаснам, дека овие мерки автоматски се активираат доколку 2 последователни дена се надмине прагот на загадувањето на 2 мерни станици во Скопје. Со одлуката на влада, Министерството за здравство, Управата за јавно здравје и Министерството за животна средина автоматски ја информираат јавноста дека мерките се на сила. Дополнително, единиците на локална самоуправа на ниво на град Скопје и вонредни мерки имаат преземено. И тоа што е можеби најважно, дека овие мерки го ублажуваат проблемот со аерозагадувањето. Решението е сепак на среднорочен и на долгорочен план. Само уште едно прашање во однос на директорските места, дали дел од институциите добија нови директори? Тука пред се мислам на 3 инспекторати кои што уште во декември нема раководители, односно директори. Вчера добија директори Скопскиот затвор во Шуто-Оризари, нов директор, и градежниот инспекторат. Тие 2 институции. Останатите, вклучително и Државниот пазарен инспекторат, најавено е дека ќе бидат на дневен ред на наредната владина седница во вторник. Весна повеле. Значи, има ли намера на владата конечно јавно да ги соопшти загадувачите, нешто слично како Дрисла? Весна, ова го соопштивме. Значи, имаме документ кој што е подготвен од интерресорска група, составена од 17 институции, вклучително и сите невладини организации во Република Македонија и во Скопје, кои што работат на оваа тематика. Значи, ова беше на владина седница пред некаде конкретно ноември. Тој документ е јавен, во кој што јасно се посочени главните носители на аерозагадувањето во Скопје. Тоа го кажав и на пресконференција. Повели Искра. Вчера Бујар Османи рече дека кога ќе биде договорена средбата во Атина, тогаш ќе соопшти. Меѓутоа, во последно време, а и предходно постојано дознаваме за сите новитети на релација Скопје-Атина, односно за имињата околу кои што се спекулира како можни решенија на според за името од грчки медиуми. Што конкретно се разговара на релација, нели, меѓу официјалните представници на двете земји и ќе удели Османи кои се плановите за овој брз иден период во однос на преговорите, разговорите, така натаму. Бидејќи тој рече дека ќе бидат засилени и дека постојано се случуваат. Тоа што повеќе пати сме го кажале, ќе го повторам повторно, дека преговорите се водат под медијаторство на Организацијата на Обединети нации и медијаторот Метју Нимиц. Преговорите кога течат, ги имате сите информации, каде се случуваат, тие се јавни, транспарентни. Некои од вашите колеги одат, прошлиот пат беа во Брисел, во минатото биле и во Њујорк некогаш. Меѓутоа, се додека немаме нешто конкретно и специфично, нема да лицитираме со потенцијални имиња, значи не се разговара во моментов за потенцијално име или нешто слично. Тоа што повеќе пати јасно сме го кажале дека владата на Република Македонија отворено и јасно стои на ставот дека немаме предрасуди да разговараме за сите прашања и решенија кои што ќе значат унапредување на односите помеѓу Република Македонија и Република Грција и кои се во интерес на граѓаните. Интензивно работиме на градење на тие мерки на доверба, се што се случува во изминатиот период е во таа насока. Основната идеја е дека владата на Република Македонија очекува дека сите идни одлуки ќе бидат синхронизирани и во согласност од двете страни и ќе ја зацртаат предвидената динамика на евроатлантските интегративни процеси на Република Македонија.
Слободно. Што практично значат тие разговори за напредување на мерките? Што се разговара? Не за Се преговорите во посредство на Обединените нации, туку зборувам за интерните контакти, да не речем секојдневни. Се гради довербата. Довербата помеѓу двете влади, помеѓу институциите на двете држави, која што понатаму рефлектира на граѓаните на двете држави, на медиумите, на целата на севкупната јавност. Се гради еден нов момент на пријателство помеѓу двете земји, кој што ќе придонесе кон ова што пред малку го кажав. Таа ситуација конечно да биде решена во интерес на сите. Дали се разговаравте вчера во владата за да се исполнат слободните места што сте сега во владата и заменик министрите, но и другите институции кои што ги напушти Алијанса за албанците? Освен ова што претходно го одговорив на колешката од Телма, меѓутоа тоа се работи за јавни предпријатија, за државни пазарни инспекторати и така натаму. Конкретното прашање за конкретните политички позиции, тоа не беше тема на владината седница, тоа е тема на преговорите на политичките субјекти кои што ја сочинуваат владината коалиција. Би ве упатил кон нив да го добиете одговорот. Уште едно прашање. Повели? Донесена одлука за формирање на комитет за земјоделство и безбедност на храна. Што значи, дали се укинува Агенција за храна и ветеринарство или можеби нешто над неја се прави? Не. Значи не се укинува ништо, не се прави ништо над Агенцијата за храна и ветеринарство. Се формира на вчерашната владина седница комитет за земјоделство и безбедност на храна и основната задача на овој комитет е да ја следи реализацијата на мерките и проектите поврзани со агросекторот, мерките поврзани со безбедноста на храната и ветеринарната заштита на животните и секако да дава насоки и предлози со цел да се подобрат состојбите во овие споменати специфични области. Повели, Антонија? Разговара ли владата за ново име за аеродромот, предпоставам и за автопатот кон Грција, бидејќи солунскиот градоначелник изјави дека добил гаранција од премиерот Заев дека ќе се промени името на аеродромот? Јас ќе го потребам истиот одговор кој пред малку го дадов, кој што е прилично јасен. Владата на Република Македонија отворено и јасно стои на позициите дека немаме предрасуди да разговараме за сите прашања и сите решенија кои што ќе значат унапредување на односите и кои се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Во овој момент тоа е тоа што можеме да го кажеме. Други прашања? Уште едно на дополнување за комитетот. Дали ќе има нови вработувања овде? Во комитетот? Не. Да. Не, тоа е структура од постојни луѓе го сочинуваат. Значи нема да бара дополнителни трошоци тој комитет? Ќе треба да проверам, меѓутоа мислам дека нема дополнителни трошоци тој комитет. Повелет. Дали имате информација дека дали АЕК ќе изреагира на тоа што двата најголеми провајдери укина два важни канали за кои што граѓаните многу се изреволтирани во последен период? АЕК е еден вид независно тело, тоа што ние како влада можеме да препорачаме, што сме го направиле повеќе пати, секогаш и сите институции во Република Македонија треба првенствено да го имаат интересот на граѓаните на Република Македонија. Доколку тоа е се, ви благодарам на внимание